почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме на тема од областа на кардиологијата, поконкретно ќе говориме за кардиомиопатија. Мој гостин и соговорник во студиото е доктор Владимир Ристовски, субспецијалист кардиолог во Градската општа болница 8 септември. Доктор Ристовски, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар, и благодарам на поканата за учество. Така, како вовед во темата, што точно значи поимот кардиомиопатија? Така, тоа е еден термин кој што, односно збир на клинички симптоми. Значи, односно е синдром кој што настанува како резултат на структурно и функционално нарушување на срцевиот мускул. Со други зборови, тоа е состојба кога срцевиот мускул пропаѓа, се намалува неговата пумпна моќ, а како резултат на тоа се намалува и дистрибуцијата на крвта, односно хранливите материи на целиот организам. Така. Дали ова состојба е исто како и срцева слабост или се работи за сосема различна состојба или како што рековте збир на повеќе состојби кои Да, тоа е збир на повеќе состојби каде што влегуваат поголем број на болести од различна етиологија, така тоа е еден општ термин каде што понатаму се во зависност од етиологијата се класифицира на одредени понатамошни субсегментни поделби. Така. Долги години сте во клиничката пракса како кардиолог во ГОП 8 септември. Колку е честа кардиомиопатијата и дали може да се појави, односно дали среќавате во вашите ординации помлади луѓе кои страдаат од кардиомиопатија? Па вака, првично ќе кажам поделбата за да сватиме колкава е честотата, односно инциденцата во општата популација. Значи имаме две поделби. Тоа се исхемична и неисхемична кардиомиопатија. Првата исхемична кардиомиопатија настанува како резултат на пореметување на протокот на крвта низ крвните садови коронарните. Тоа најчесто настанува после, например, прележан инфаркт состојба. И овај тип на кардиомиопатија исхемична е најчесто застапена. Со оглед на тоа дека самиот процес на атеросклероза е широко застапен во општата популација, така да овој тип на кардиомиопатија е најчеста. За разлика од тоа, неисхемичната кардиомиопатија, таа ќе поделиме на други подгрупи. Првата група, значи, е наследна кардиомиопатија, тоа е еден посебен тип кој што се многу реток тип. Вториот тип е инфламаторна кардиомиопатија, кој што настанува како резултат на одредени инфламаторни вирусни и други заболувања. Потоа имаме инфилтративна кардиомиопатија, исто така релативно ретка болест, кој што настанува како резултат на толожење во срцевиот мускул на различни супстанции, например тука спаѓа саркоидозата или сидерозата, односно натоложување на железо во срцевиот мускул. И другиот тип е дилатативна кардиомиопатија, каде што тука постојат одредени, ние ги викаме синдром на скршеното срце, или така цува кардиомиопатијата. Потоа идиопатската, кога не можеме да откриеме, значи, причината, така тоа е посебен тип на кардиомиопатија кој што исто така спаѓа ретка. Така да наследните кардиомиопатии се ретки, тие се застапени со прилика 1 на 500 пациенти, за разлика од тоа одредени подтипови каде што застапени се дури 1 пациент на 2500, значи во општата популација. Така да застапеноста и честотата многу зависи од типот кој што предизвика тој тип на кардиомиопатија. Така, освен наследниот, односно генетскиот фактор, што друго може да ја предизвика кардиомиопатијата? Па како што кажавме, постојат голем број на состојби. Значи, за овој тип на наследни типови на кардиомиопатија, тоа се пореметување, значи, во гените. Тука имаме повеќе типови кои што ќе ги напоменам. Тука спаѓа рестриктивната кардиомиопатија. Таа настанува како резултат на натоложување на масни и сврзани ткиви во самите срцеви клетки кои ги викаме ние миоцити, кардиомиоцити. Односно мускулната клетка се заменува со сврзано ткиво и на тој начин настанува отежната релаксација на самиот сврзан, односно мускул, и на тој начин се оневозможува полнењето на срцевиот мускул со одредена, мислам, со количина крв. Потоа друг тип е хипертрофичната кардиомиопатија, исто така таа представува една поретка болест, каде што овој тип исто така настанува пореметување во гените, и кај овој тип на кардиомиопатија самите ѕидови на срцевиот мускул се многу задебелени. И тука најчесто може да бидат и различни типови на аритмии. Потоа друг тип на кардиомиопатија кој што може да се најде е дилатативната кардиомиопатија. Овој тип на кардиомиопатија исто така е генетски, значи, условена како резултат на проширување на срцевиот мускул и на тој начин ослабната пумпна моќ.
Така што покрај овие генетски фактори кои што ги предизвикува овие тип на кардиомиопатии, постојат и други причини, како што е нерегулирана артериска хипертензија, која што со текот на времето може да дојде до хипертензивна болест на срцето и може да предизвика односно ослабување на срцевиот мускул, потоа прекомерната телесна тежина, која што исто така може да биде причина за појава на кардиомиопатија, на тој начин што срцето се има потреба да пумпа поголемо количество на крв, а на тој начин едноставно се заморува срцевиот мускул и настанува негово ширење. Потоа може да нормално пушењето кој што преку активирање на процесот на атеросклероза и предизвикување на коронарна артериска болест и инфаркт, дијабетот да не го забораваме и стресот исто така е еден интересен феномен кој што и така може во последно време може да предизвика исто така нагло заболување на срцевиот мускул и појава на тој последен тип на така цубокардиомиопатија или помеѓу општата популација кажано синдром на скршено срце, кој што претежно се јавува кај жените и тоа на пример кој што во некои стресни афектни ситуации каде што има класични симптоми и ЕКГ промени како еден класичен инфаркт, а во други зборови се едноставно причина е тој стрес на состојба кој што предизвикува заболување на срцевиот мускул. Да, затоа и тој поим синдром на скршено срце, бидејќи се уште сме во сезоната на вируси и настинки, дали и вирусна инфекција може да доведе до оштетување на срцевиот мускул? Секако тука најчест тип на ендокардити се вирусните типови на ендокардит кои што може да зафатат самиот ендотел, односно самите валвули и да предизвикуваат ендокардит или срцевиот мускул кој што се вика миокардит. Исто така тие се причини кои што се мощни чести, може да се појават за време на овој период, мито може да се појават во било кој период од годината, а исто така може да се појават и одредени типови после вакцини. Значи тоа е многу ретко, меѓутоа сепак и тоа има одредена инциденца за појава на тип на кардиомиопатија. Да, го споменавте стресот кој најчесто е кај жените е причина, меѓутоа интензивна или потешка физичка работа дали може да резултира со ослабнување на срцевиот мускул, односно кардиомиопатија? Во последните години има одредени студии кои што се утврдени кај одредени спортисти дека интензивниот физички напор предизвикува за дополнително оптеретување на срцевиот мускул, и тоа најчесто тие се комбинирани дополнително со одредени наследни компоненти, така да тешката физичка работа сама по себе не е токава причина за појава на кардиомиопатија. Треба преголемо преоптоварување или замор, односно напор. И заборев да кажам исто така валвуларни мани, како што е аортната стеноза или некоја друга инсуфициенција или односно пролапс или некои други, исто така тие може да предизвикат се причина за појава на кардиомиопатија. Докторе, пред да продолжиме со симптомите и дијагностиката, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Ве поздравувам. Исто поздрав и до вас. Јас имам проблем со висок притисок. Пијам Вальвокон во 106-25 мг, ама притисокот не ми е добро. Некогаш ми се качи, некогаш ми се падне и пулсот некогаш ми е многу 508, 504 така. Дали штом пиете терапија, очигледно ве контролира матичниот лекар, дали имате некакви испитувања, некои специјалистички прегледи? Да, све имам прегледи, ехо на срцето, све добро, ама со притисокот не ми е добро. Во ред, да, ќе добиете совети и препораки, да, иако говориме за сосема друга тема, а меѓутоа и високиот притисок е еден од ризик факторите за кардиомиопатија. Секој е добро, господје? Да, секако високиот притисок е причина за појава на кардиомиопатија. Најчесто тоа е како последица на долги години неконтролиран покачен крвен притисок. Во последните години секако многу се внимава за корекција на таа антихипертензивна терапија и за намалување на вредностите. Порано се дозволува некои вредности испод 140, меѓутоа во последните години тоа се границите се спуштени понески, така да треба притисокот да биде на 120 до 129, што би рекле, ние го сметаме за нормален оптимален крвен притисок. Така да кај пациентката треба да се контролира таа антихипертензивна терапија, ако има потреба се додаде дополнителен лек. И секако тој пулс од 59 е добар пулс, кој што ние секогаш тежнееме да содржува пулсот, значи од 55 што викаме до 70. И се најдобри
мислам најдобро за самиот пациент и едноставно за штитење на работата. Значи редовна контрола и следење на и редовно земање на терапијата, така секако. Нема потреба нормално дополнително проследење и со исхраната и физичката активност. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Вака, јас сум 2020 година тренирана со 2 стена. Сега пред 2 недели бев на кардиологија во Скопје, ки докторов Хабер Таравари. Имам диагноза тревожна мала на слаба срцова на ехокардија во прилог на срцова слабост. Ехо, синус, аристам, опка нормална, ПР 77 минути, тоа јас не го разбирам. И имам болничко позва на 11, идам таму кај докторот Хабер Таравари и каква е панатомошната интервенција. А инако сум шеќераша на инсулин. Дали имате конкретно прашање или само сакате да кажете дека мора да одите на интервенција? Да, тоа ме интересира. Дали што треба набушење на стеновите или што каква терапија ќе се одаде? Да, очигледно да, и вашиот клинички кардиолог ви објаснил, ќе ви објаснат и дополнително и ве накратко ќе добиете и одговор од доктор Истовски. Да, кај пациентката, како што кажав, е исхемична кардиомиопатија, очигледно има намалување на пумпната моќ, пат на екционата фракција во однос на претходниот и сегашниот нав, така да сомнето дека претходно била стентирана и поради тоа што има дополнителен пат на или ослабено дополнително ослабување на срцето, нормално секој се прави рекоронарографија со цел да се види дали поставените стентови или пак дополнително некоја друга артерија има дополнителен проблем. Така да тоа е нормално. Да, еве бидејќи спомена дека е диабетичар на инсулин, дали тоа дополнителна оптоварување или проблем? Секако, значи диабетичарите се пациенти кои што навистина имаме потешки, посериозни интервенции водења, тие се маце и по со калцификати, значи повеќе проблематични, меѓутоа затоа не инсистираме на соодветно регулирање на гликемијата, регулирање на диабетот, соодветно користење на терапијата. Нормално ако има потреба и за побрзо внесување на инсулин во терапијата, сите тие состои предизвикуваат да се намали ризикот од натамошни кардиоваскуларни болести. Така, ќе вклучиме уште неколку гледачи почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Ало? Добар ден. Ве слушаме. Добар ден, повелете. Дали сам во линија? Да, вие сте во програма, повелете со прашањето, ве слушаме. Поздрав до докторот и до вас водителот. Поздрав. Имам едно прашање до докторот. Повелете. На 5 јануар бев во Скопје за оградување на стенове и прочистување на стенове ставени од штип. Меѓу време на 5 февруар бееме на контрола. Сега имам болки во рацете, во прстите. Немам осет на прстите, не мога да стегна шаката да стегнеме. И се прашам доктор, вчера бееме на невролог у Делчево, вика попуштени нерви. И се може да ми каже докторот, од што може да бидат попуштени вени? Дали од диабетисот или од стеновите во градини? Да, имате диабетес, на инсулин сте или на таблетарна терапија? Не многу, за време на короната имах доста висок, некаде околу 30, беше 28, 30, а сега да оди некаде до околу 12, 13. Дали сте на инсулин? Да. Се бацкам инсулин и сега од Скопје, од кардиологија ме дадоа апчиња па за диабетис. На 5 кога бееме на контрола, ми дадоа исто апчиња за диабетис. И сега правам да го прашам докторот што мога да правам. Така, очигледно прашањето ви е дали трнењето на рацете е поврзано со тие кардиоваскуларни проблеми кои сте ги имале, поради кои сте биле третирани со стентирање. Секој добро, господине, ќе добиете одговори, совети на вашите прашања. Тоа не е поврзано. Значи, најчесто, кога работиме ние при коронарографијата, најчесто може да, при самото место на пункција, можеме да направиме нормално е артеријата, вените, нервот се едно до друго, можеме да го, што викаме, чепнеме, пипнеме тој нерв, меѓутоа тие се преодни болки кои што се јавуваат.
а кај пациентот овие болки, односно трнења, апсолутно нема никаква поврзаност, тоа е или како резултат на оштетување на нервите од страната на дијабетот или како резултат на вратна спондилоза, најчесто некоја вратка, повозрастни пациенти, вратна спондилоза и сите работи. Така да дополнително, ако коронографскиот или кардиолошкиот преглед е добар, значи дополнително треба да се јави на невролог за понатамошно за да се испитување. утврди причината или да се детектира конкретно за каква невропатија станува збор. Да. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Во програма сте, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден и вам. Поздрав до докторот. Благодарам. И до водителот. Поздрав и до вас. Вак. Имам 2 стена. Шеќераш сум за инсулин. И 2 стена имам. И притисокот многу ми се качува. 200 со 120. Сега го мерам 200 со 120. Одев на лекар, ми праеја еко, параметрите на тоа што се покажани, све са помалу, малу валвулата ослабена, мускулот, добро е, вика, нема ништо. А ваке колку све пријатни кои зборите на телевизија, ако ќе отидеш тамо, не сака да те сослушаш, што му кажеш. Да, се е тоа индивидуално. Да не генерализираме. Да, во ред, ви благодарам за јавувањето, ќе добиете совети и препораки, да очигледно толку висок притисок може да направи сериозен проблем и треба потитно корекција на терапијата. Еве, докторе, повелете. Да, треба корекција на терапијата, зашто може да направи нешто и дополнително мозочно оштетување, со оглед дека се вградени 2 стента, сега нормално, са не знам што е нели на аутото ехокардиографијата, ако се намалени, има пат на екцелната фракција, ми тоа секако корекција, дополна, исклучување на лекарства, модификација на нормално лекарствата, секако треба да се направат и да се нормализира тој притисок да биде испод 130 мм. Да, и целосна промена на стилот на и начинот на живот. Секако не е само целта да додаваме 5, 6, 10 лека, например, има одредени пациенти кога пациентите едноставно од нивна страна не се придржуваат на режимот. Да, или ако си продолжат да си пушат, да си пијат алкохол. Затоа не коментирам за понатаму, и тоа секогаш треба, значи, соодветна храна, значи, внесување на алкохол, помало внесување, значи, на сол, редовна физичка активност, значи сите тие работи треба едноставно паралелно со терапијата. Со терапијата, бидејќи тие и така имаат голем успех во лекувањето третман на самиот пациент. Доколку ако имаме време и кон крајот на емисијата ќе вклучиме уште неколку гледачи, стигнавме до симптомите за кардиомиопатија. Кои знаци, односно симптоми најчесто се забележуваат или ги забележувате кај пациентите кои асоцираат на кардиомиопатија? Добро, се зависи, како што кажавме претходно, че зависи од типот на кардиомиопатијата, дали е исхемична или не исхемична. Ali ќе почнеме од таа што е по-фреквентната, што викаме исхемичната кардиомиопатија. Најчесто пациентите се жалат на замор. Едноставно интолеранција на напор. Може да се појави и отоци на нозата. Покрај тие отоци на нозата може да се појави и некои палпитации, не викаме чукање на срцето, неправилна срцова работа. Значи, гушење, пациентот да легне, не може да легне во нормална, треба да повеќе да биде во седната положба. Сака да сите тие се одредени симптоми кои што кажува дека се работи за срцево попуштање. За разлика од таа исхемична, кај неисхемичните, значи пациентите може да бидат долги години асимптоматски. И прв симптом кој што може да се јави е ненадена срцева смрт. Затоа е многу битно, например, кога имаме пациенти или помлади особи кои што имаат некои проблеми, кажуваме во однос на фамилијата дали некој од фамилијата може да биде причина. Доколку видиме дека во фамилијата има некој татко, мајка почина, баба, дедо, например, помлади години, значи зборам за 40 години починати од срце, дали од некој друг или ненадена смрт, тогаш ние секогаш ќе се посомневаме за некој наследен тип на кардиомиопатија. И тука нормално доаѓа нели тестирање и понатаму генетски фактор. Кај други пациенти, зависи од типот на кардиомиопатија, може да се јави некоја прв симптом, животно загрозувачка аритмија, која што бара итно третирање во зависно од воспротивно од тоа нели пациентот ќе почина. Така да симптоматологијата е доста варијабилна, значи од комплетно асимптоматски до
не да Боже до крајен случај до ненадена срцева смрт. Се зависи од тоа кој тип на кардиомиопатија, кој сегмент е фатено, а може и ви кажам имаме пациенти кои што откриваме некоја наследна кардиомиопатија на повозрастна возраст, значи на 60 кусур години откриваме некоја кардиомиопатија кој што тој претходно никогаш во животот буквално немало функционира, немало никакви клинички симптоми. Докторе, кога отежнатото дишење или заморот треба да не загрешат? Ако пациентот вршел одредена активност без никакви симптоми, например, ходи пациентот 1 километар претходно и нема никакви проблеми, а од утре дента или постепено, значи таа дистанца се намалува, кој пример го кажав 1 километар, значи го кажува дека нешто се случува со организмот. Ако качува 2 спрата без никакви симптоми, а сега не може да се качи на 1 спрат, значи нешто се случува. Значи тие симптоми пациентот не смее да ги игнорира. Значи ако бил во полно здравје, добра кондиција или претходно трчал, пешачал, се движел, возел велосипед, значи ако после тоа на пример има состојба кога не може да го толерира тој напор, значи нешто се случува и треба да побара лекарска помош. Така. Како поставувате диагноза за кардиомиопатија? Кои диагностички процедури ги применувате? Покрај нормално клиничкиот преглед, ислушувањето на пациентот, симптомите, сите тие работи, нормално правиме 12-канално ЕКГ. Први основно е каде што ЕКГ-то ни кажува, да не кажам, пола диагноза. Да. Врз основа на ЕКГ гледаме дали има промена морфологија и сите тие работи. Покрај тоа лабораториските испитувања, тестирање, ја утврдуваме функцијата на тиреоидна жлезда, дали има пореметување со бобрезите, масноти и сите тие работи, значи лабораториските тестувања се битни. Дополнително ние ехокардиографијата како првичен метод неинвазивен кој што укажува, значи, дека се работи на нешто, значи, патолошко, односно врз основа на ехокардиографијата ние гледаме структурата на срцевиот мускул и одредуваме неговата пумпна моќ, гледаме дали има дополнително запушување на ако има запушен крвен стадион, гледаме неговата кинетика во зависност од кој зид не се движи или е пореметена кинетиката, утврдуваме кој крвен сат едноставно е запушен на коронографија. Така да ехокардиографијата ни е златен стандард кој што ни укажува првично дека се работи за некој нарушување. Понатамо, доколку гледаме дали има запушување, се прави инвазивно испитување, тоа е коронарната ангиографија и на тој начин се исклучува дали се работи за исхемична или неисхемична. Потоа тука спаѓа и магнетот на срце. Исто така е на, значи, испитување кој што исто така ни е од голема помош и на тој начин се утврдува дали имаме натрупување на одредени натоложување на одредени, например, кесидерозата, натоложување на железо, потоа кај се одредени болести ни укажува дали има натрупување на одредени материјали во самиот срцев мускул. Потоа скенот исто така укажува во одредени случаи се прави и биопсија на срцевиот мускул, кај одреден тип на кардиомиопатија, најчесто исто ние генетски условените, каде што биопсијата се зема дел од ткивото и се гледа дали има што има наталожено, какви пореметување, значи, на клеточните миоцити. Малку невообичаено е биопсија на срце секако и како што кажав и претходно, генетското тестирање, типизацијата и опфаќање на цело родословно следло кај оние наследни типови, каде што едноставно се оди до 4-5 колено. Ако има можност да направи цело родословно следло и се тестираат и децата и родителите, ако има, нели, и повозрастни се, ако се живи, нели, и постарите, значи се прави целосното генетско тестирање, така да врз основа на ова диагностицирањето на кардиомиопатијата е еден мултидисциплинарен пристап кој што учествува матичниот доктор, интернистот, кардиологот, дополнително радиологот при читање на нели магнетните снимки и секако патологот и генетичарите кои што ни овозможуваат едноставно овој мултидисциплинарен пристап да ни овозможат соодветна диагноза и соодветен третман на овие пациенти. Како се одвива лекувањето? Дали кардиомиопатијата може целосно да се излечи или пристап доживотно состојба? Зависи од тоа од што е причината и кој степен е оштетена. Так. Ако има причина за пушување на срцевиот мускул, што само започнало и ослабнато срцето, едноставно со поставување на стент или операција кардиохируршка, едноставно може делумно да се врати срцевиот мускул, доколку е нерегулиран притисокот, исто така може да се реверзибилно да се поврати тоа оштетување на срцевиот мускул. Кај одредени генетски состојби нормално тоа не е реверзибилен процес, туку тоа е еден континуиран и прогресивен процес кој понатаму напредува. Многу е битно во лекувањето покрај она првично, нели, едуцирање на пациентот, соодветно едуцирање типот како да се храни, физичка активност, колку треба да се движи, како треба да се движи,
соодветна примена на одредени типови на лекови, исто се карактеризира. Потоа доколку дополнително има причина за некои аритми, се ставаат и одредени девајси, пейсмейкери, имаме повеќе различни типови на пейсмейкери, дефибрилатори или било какви пейсмейкери. Потоа може да се стави и во крајен стадиум, значи доаѓа и трансплантацијата на срцето, кој што се јавува најчесто оние генетски типови исто така може да биде причина. Така, колку често треба пациентите да доаѓаат, односно да одат на контрола, или тоа зависи од типот, видот и каква терапија прима пациентот? Да, тоа зависи од типот. Се индивидуално. Се индивидуално, се зависи, како што кажавме, дали пациентот има симптоми, дали има претходно некои наследни состојби. Некои пациенти се евоат прв пат на 80 годишна возраст без никакви проблеми, и тоа има некои пациенти доколку видиме дека има некои проблеми со срцето, како што кажав, некој генетски фактор, ние ги земаме многу помлади за испитување и едноставно за следење, така да нивното следење кога да се јават на лекар, тука влие се зависи од повеќе фактори. Зависи од симптоматологијата, дали има оштетување, нема, од коморбидитетите кои што ги имаат пациенти, дали се диабетичари, не се диабетичари, така да се зависи од повеќе фактори. Се индивидуално од повеќе фактори. Кои се можните компликации, докторе, ако болеста не се лекува? Значи, проширување на срцето и ненадена срцева смрт. Значи, тие се главни компликации, кои што ненадена срцева смрт може настане како резултат на престанок на работата на срцето или појава на некоја малигна аритмија. Затоа и се превенираат кај тие пациенти, особено кај генетски условените кардиомиопатии, создавање на девајси кои што, односно дефибрилатори, кои што наставно тие малигни аритми ги препознаваат и навремено ги третираат како резултат на одреден шок, електрошок, кој што за да може да се контролираат. Така. Доколку имаме гледач, ќе може да ги слушнеме и вашите прашања кон крајот на емисијата сме. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Доколку имаме и на втората линија гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете со прашањето. Имам едно прашање за докторот. Повелете. 70 години имам и долги години сум на терапија за висок притисок, ама после короната притисокот ми е малио, ако е 70, големиот 140. Сакам да прашам дали таа разлика секогаш од 170 меѓу малио и големиот е добра или треба да се бара некоја... Не ве разбрав добро. Малиот ви е 70, големиот 140. Да. Во ред. А пулсот ми е од 55 до 70. Од 55 до 70. Во ред, господјо, да, секој е добро. Сумња дека е 70 годишна пациентка, возраста. може да има некоја дополнително валвуларно заболување, најчесто кај аортната стеноза, каде што ќе прави тие разлики во помеѓу систолниот и диастолниот притисок. Така да кога овие пациенти диастолниот притисок малце не кореспондира со систолниот, има нешто пониско, меѓутоа тоа е во скоп на болест. Меѓутоа може да биде и во однос на друга состојба, са дали пациентката е декомпензирана, не е декомпензирана полносно, значи така да сепак не треба да има токави варијации, меѓутоа ако има некоја функционално заболување или оштетување на валвулата, нормално е кај тие пациенти. А пулсот е во рамките на нормалната, нормалната, како што споменавте дека сите тежнееме, да, као и значи тежнееме пулсот да биде гледач. отприлика околу 60 и на тој начин го штитиме навеќе срцето. Така, ќе вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Поздрав до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Вака се работи за случај во моето семејство, поточно за татко ми. Така. Тоа е опериран и со байпас, диабетичар и на крај заврши со бактерија. Од што се јавува таа бактерија? И зошто не може да се излекува? Каква бактерија? Човекот почина. Интрахоспитална некоја бактерија? МРСА? Во болница. Во ред. Ви благодарам господјо за јавувањето. Добро, тоа е са кардиохируршка интервенција, интрахоспиталните инфекции не се чести, значи се ретки, и тоа е дел од тој ризик кој што се прифаќа при оперативен запад.
така да може да биде причина тие интерхоспитални инфекции за летални исход кај пациентите, меѓутоа не секогаш. Имаме некои пациенти кои што е нормално да се фати интерхоспитална инфекција, меѓутоа нормално со соодветна примена на емпириски антибиотска терапија да се излекуваат. Иако е резистентна на тие зависи кој тип на бактерија, каков тип, колку пациентот е застигнат, каков е неговиот имунитет, така да повеќе фактори се вклучени во секако. Но знаат да бидат причина доста често при вакви хируршки интервенции. Докторе, можат ли да имаат нормален живот лицата со кардиомиопатија, да водат активен живот, нормално да функционираат? Секако може нормално да функционираат. Пак ќе напоменам, ако се работи за генетски тип, кај овие кои што имаат намалена срцева слабост, значи кај нив е забранета тешка физичка работа и активно спортување. Кај нив значи возможуваме да има лесна физичка активност, пешачење, одење. Ние не ги ограничуваме пациентите од било каква физичка активност, мито тоа да биде во типот на лесна. Значи не да земеме да речеме да се качат пациентите на водно, да джогираат или било што, но тоа пешачење или побрзо одење секако е добронамерно и пријатно. Кај оние пациенти кои што имале исхемична кардиомиопатија како претходно бројаден стент и доколку срцето нормално комплетно се ревитализира, ние на тие пациенти им кажуваме да не одмарат, значи ностоп да си работа, да се движат, да пешачат, можат и да джогираат, значи комплетно не ги исклучуваме било каква спортска активност. Ако оние пациенти кои што се во понапредна возраст, едноставно и да сакаме да им го кажеме, тоа ќе не можат да го извршуваат, меѓутоа нормално пешачење, секојдневно 30 минути, 5 пати во неделата се препораките, соодветно внесување на столица, тие значи основни работи кои што треба секогаш да се придржуваат. Меѓутоа нормално е тешка физичка работа, кај овие пациенти едноставно не смеат. Така, жените дали можат да планираат бременост со ако имаат веќе дијагностицирана кардиомиопатија? Зависи колку е ослабнат срцевиот мускул. Кај оние пациенти кои што се генетски, значи со кардиомиопатија, кои што имаат ослабен срцев мускул, тие не треба да се планира бременост, ако и другите пациентки кои што едноставно е подобрена пумпната моќ, може да се планира бременост, меѓутоа под исклучиво строга контрола од страната на кардиолог и гинеколог, и секогаш кај овие пациенти треба да се применува нормален тип на пораѓај, за разлика од царскиот рез, кој што сепак како класична операција, меѓутоа сепак тоа се одредени препораки и нормален мултидисциплинарен пристап помеѓу кардиолозите и гинеколозите за соодветно водење на тие пациенти. Така, може ли да се спречи кардиомиопатијата, како да се превенира? Секако, особено збориме за превенција кај исхемичната кардиомиопатија, значи здрав живот, тргнување од сите оние несоодветни животни навики, неправилни лоши животни стил. Посебно кога имаме значи родители, фамилиарна генеза повеќе склона кон тие развој на тие атеросклероза, значи едноставно кај тие пациенти треба да им кажеме дека како влијат значи цигарите, неквалитетниот животен стил, неквалитетната храна, непешачењето, физичката инактивност, значи придонесуваат сите тие да се забрза процесот на атеросклероза и секако тие значи едноставно со редуцирање на тие ризик фактори може да придонесеме да здраво срце. Нормално ако се со здраво срце мускул, ако се со притисок да се го регулираат крвниот притисок, да се зема терапијата, доколку се со дијабет, третирање на дијабетот, водење на сметката во спрецена на исхраната, така да може со соодветно превенирање на ризик факторите. А кај нас кардиомиопатиите од наследен тип, кај овие пациенти треба да ги обучиме, да ги едуцираме пациентите, навремено си прават контроли и да се контролираат состојбата. Да, во текот на разговорот ми дојде инспирација за тема за следното гостување, поврзаноста на дијабетесот со кардиоваскуларните заболувања, така да ве очекувам повторно да бидете дел од Добриот доктор. Да, тоа е една широка тема, убава тема, тоа многу често, за жал дијабетот и нерегулиран дијабет едноставно го пореметува, односно прави проблеми не само на крвните садови на срцето и на каротидните артерии на мозокот и на нозете, така да тоа е во посебен подем периферната артеријска болест која што како резултат на неконтролиран дијабет ќе фатиме таа состојба. Ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи и како што реков се гледаме повторно за неколку месеци. Ти благодарам на поканата, се надам дека бевме малку корисни за пациентите и нешто ќе овозможиме да прифатиме барем некоја наша добра препорака.
Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделник во исто време. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав викенд и грижете се за вашето здравје. Пријатно!